Океј, добро вечер на сите. Ова е 13-та Фейт алумни дружба, насловена за добар почеток на годината. Тоа е едно кратко интро, веќе се запознаени добро. Фейт алумни постои од 2009 година, има број преку 3000 членови. Од лани почнуваме некоја иницијатива за негово реактивирање и за почеток одровме на форма на неформални состаноци, контакти, дружења еднаш месечно. Последниот четврток тие започна со наше собирање на факултетот, но на жалост поради ситуацијава се преселија во еден ваков медиумен формат преку Zoom. До сега имавме повеќе теми и за почеток на годинава, размислувајќи со иницијативниот одбор, прилика ни дојде како идеја да почнеме годината со добри работи. И анализирајќи, гледајќи, поканивме неколку наши колеги и колешка една, кои што се доста успешни во тоа што го работат. Па поред би почнал со нашата драга колешка Фросина Сезова Велкова, дипломиран електроинженер, која што веќе 20 години е директор на Екс Изведба инженеринг, со голем број на референци, проекти, трудови, доста модерна технологија која што ја користат во својата работа, воедно мајка на две прекрасни деца, сопруга и колешка која што секој би посакал да ја има за соработник. Фросина, повели со твоето излагање. Фала ти, Манџук. Добро вечер на сите. Пред се сакам да ви се заблагодарам за поканата, Манџук, тебе посебно. Поканата да бидам дел од овие говорници, учесници на денешнава дружба на Фейт алумни. Мило ми е да бидам дел од вас, мило ми е да видам многу од колегите кои што еве подолго време не сум ги видела, се смеам кога го видов Климе да се уклучи. Климе не сум го видела повеќе од 10 години, иначе ми е драг колега и значи да кажам дека сум среќна што сум со вас вечерва, иако додека се подготвувавме, слушнавме и неубави работи што се случуваат, сепак убав е почетокот на годината да се мисли позитивно и да се мисли на убави работи. Ти ни прати некои насоки како го замислуваш ова, Манџук, значи треба да се представиме кој што работиме. Така да јас би почнал со тоа, ќе го почитувам сето она што го побара од нас. Уште од почетокот на мојата работа како електроинженер, некако само по себе ми се наметна да бидам вклучена во работи кои што значеа поврзано со противексплозивната заштита. Пред се тоа беа на мерно-регулациони уреди во нафтената индустрија најпрво, па потоа работев на исти таков тип на мерно-регулациони уреди и на гасоводниот систем. Така да 20 години не сум во 20 години работам, меѓутоа 20 години не сум во Екс Изведба инженеринг. Некаде 10 година поминав во Макпетрол и во Гама. Првите 10 години од мојата кариера како електроинженер беа Макпетрол и Гама, па потоа напуштив Макпетрол за да дојдам во Екс Изведба инженеринг, каде што сум и до денеска. Сакам да кажам дека успехот што го имам во работата, сметам дека се должи на тоа што јас во принцип многу си ја сакам работата и сум и многу посветена, како ме представи мајка на две деца, сопруга. Да кажам дека се трудам максимално да сето тоа го ускладам, меѓутоа не дозволувам да мојата ниту фамилијата да трпи, ниту пак работата да ме трпи. Сум многу професионална, така да еве сега од работа ви се вклучувам, така. Значи тоа е балансот што го правам со она како работам и како успевам. Жилбата за продлабочување на знаењата ме однесе после дипломирањето на неколку стручни специјалистички едукации надвор од Македонија за областа на противексплозивна заштита. Значи, моето мислење и мојот став е дека никој од нас не може да биде за се. Значи, секој од нас треба да се одбере област во која што ќе влегува во длабочина. Не можеш да се шириш и да бидеш успешен. Тоа е мојот личен став и тој си го почитувам во работењето. Така да, првата стручна специјализација заврши во Хрватска.
Потоа бев на уште неколку едукации во Хрватска, за да како главно во мојата работа го сметам мојот малку подолг престој на специјалистичка едукација во Германија, каде што мислам дека го постигнав она што го сакав да го постигнам во оваа област од аспект на знаење и имплементирање на тие знаења во реални практични индустријски системи. Последната специјализација што ја направив пред пандемијата беше во Италија, така да претежно сум на овие едукации надвор од Македонија, за да тоа што го осознавам, го користам во Македонија и на некои проекти кои што ги работам заедно со словенците и хрватите за во Европа. Освен тие специјалистичките едукации за нашава професија, веројатно така е за сите професии, меѓутоа посебно во инженерството сметам дека е многу важно постојано да се пратат сите новини, сите нормативи од областите во кои што работиме, како и позитивната техничка пракса, која што е од клучно значење за да може да работиме и да функционираме. Фирмата која што во моментов ја водам, X-Izvedba Engineering, работи неколку подрачја. Пред се како основно го сметам изготвувањето на елаборати за противексплозивна заштита, кои што всушност елаборати значат имплементирање на одредени европски норми од аспект на анализирање на технолошки процеси, дефинирање на извори на опасност, согласно нив проектирање на одредени зони на опасност и како краен сегмент од целата таа анализа да биде препораката, тоа давањето на точни насоки каков тип на опрема и инсталации е потребно да бидат проектирани, изведени и одржувани во тие зони на опасност. Исто така, X-Izvedba Engineering, каде што работам, има сегмент за испитување на електрични инсталации како акредитирано инспекцијско тело. Се задржуваме на нисконапонска електрична инсталација, во обична и во противексплозивна изведба. Она на што сум особено горда за што го работиме во последните 5 години во X-Izvedba Engineering е вршењето на одредени едукации согласно верификувана програма од јавна установа Центар за образование на возрастни, која што самата фирма пак е акредитирана од Министерство за образование како институција на која што е дозволено да дава ваков тип на едукации. Согласно најновите нормативи, сите вработени, сите луѓе кои што на било кој начин треба да работат или се во допир со зони на опасност, мора да имаат дополнителна едукација и тука е тоа што ние го работиме со тој програм на противексплозивна заштита. Освен ова, веќе 15 години сум член на Институтот за стандардизација на Република Македонија. Во моментов сум актуелен председател на ТК1 и тоа е пак една друга област каде што сите европски нормативи од оваа област се следат, се анализираат и се имплементираат, тоест се прифаќаат како македонски стандарди, европски нормативи. Она што го чувствувам како недостаток и јас и повеќето колеги со кои што се среќавам на терен, јас сум многу често на терен, е недостатокот на соодветни правилници во Република Македонија од повеќе области, или пак оние што се присутни како правилници се премногу застарени, непрактични и неприменливи. Така да, ако треба да кажам, како за крај од моето излагање, нешто позитивно и нешто кон што е моја цел и заложба за наредниот период, е да заедно со колегите работиме да што повеќе од тие усвоени европски нормативи како македонски стандарди во Македонија бидат имплементирани во соодветни правилници. И тука посебно ќе обрна внимание дека треба да се држиме како фела, да не дозволуваме да машинци, градежници и така натаму од мотивирани со кое какви интереси ги
прават нашите правилници. Имам баш на масата, се денеска разговаравме со колеги, еден правилник за користење, секогаш се смееме, а меѓутоа ова е црн хумор. Правилник за користење на електроенергетски постројки и електрична опрема. Правилникот е од 2010 година со една мала измена во 2011 година. И што е смешно в суштина за овој правилник, смешно да не е трагично, е дека тука стои дека одредбите од овој правилник, а правилникот се однесува на електроенергетски постројки на кои што реално техничка инспекција во Македонија треба да врши увид и да ги одобрува. И вика, одредбите од овој правилник се применуваат на електрични уреди и производи за номинални напони од 380 волти или повисок со моќност поголема од 1000 вати. Тоа е абсурд, ова е грешка печатна во текстот, меѓутоа оваа грешка печатна веќе 10 години никој не ја менува и така функционира. И некој инспектор во Министерство за економија, техничка инспекција може тоа да го толкува како да може да влезе во секој од нашиве станови, сега зименски период, имаме сите грејалки што се многу појаки со моќност многу повеќе од 1000 вати и да ни прави проверка. Смешно да не е трагично. Токму тоа и сакам да го потенцирам и можеби, Манџуко, ова би било убава тема за некои од наредните фейталумни, за задржување на нивото, држање на фелата заедно и да самите ние си ги донесуваме или минимално учествуваме на тој начин во сите правилници што се поврзани со електротехниката, земајќи го тука електротехничкиот факултет како институција која што треба да е носител на сите тие активности. Јас ми рече да бидам кратка, така пиша во мејлот, мислам дека не надминав 10 минути и дека со ова би завршила. Доколку има некое прашање, ќе ми биде задоволство да одговорам. Тоа е идејата на фейталумнито, да се држиме како фела, пред се да се запознаеме, да се видиме, да ги споделиме контактите и да подобриме некои сфери, како што се и сферата на стандардизација, на правилници. Јас само едно прашање имам, колку ти помогна студирањето на електрофакултетот во секојдневната работа? Значи, ќе бидам искрена и директна. Електрофакултетот ја дава основата. Меѓутоа, во моментот кога јас студирав, немаше доволно практична работа, не знам како сега стојат работите на факултетот, така да она што јас го работам, реално го учев од кога почнав да работам. Основата е добра, основата е она што го дава, да речеме, работна навика. Јас немам проблем да седам и повеќе од 12 сати на една работа да се сконцентрирам. Тоа е тоа што го научив на факултетот, тоа што го правев. Немам проблем, барем доскоро немав, уште повеќе проблем, да седам и цела вечер да работам некој проект. Ако збориме во помош од тој аспект, да, подготвена бев да седнам и да учам. Меѓутоа, она што го работам, реално го учев од кога дипломирав. И како се снаоѓате во оваа ситуација со ковидот во вашето секојдневно работење? Спомнавте дека идете на терен, што не е баш така лесно во овие услови. Да. Каква е заштитата на теренот по прашањето на пандемијата воопшто? Значи, тоа е многу тешко прашање и тешко е од секој аспект, посебно за мене па и психички некако ме оптеретува. Секој сабајле првата мисла ми е кој ќе дојде денеска на работа, кој нема да дојде и тамо каде што треба да работиме, тоест со кого што соработуваме, колку се они способни или не се способни за денеска да изведеме таа работа што треба да ја изведеме. Имаме процедури. Направивме процедури, земавме искуство од повеќе фирми, големи фирми. Јас соработувам доста со една германска компанија и они кои што ја работат сличната работа што и ние во Македонија, така да во голем дел ги скопирав некои нивни препораки. Кога одиме на терен, на пример, одиме максимум по двајца во кола. Барем до сега така беше. Седиме еден напред, еден позади, за да ние меѓу себе не си го пренесеме. Меѓутоа, знаете, многу е тешко. Се случува друг член од фамилијата да биде заразен, па да пренесе на некој од вработените и тогаш како зачаран круг се чувствуваме.
Меѓутоа се трудиме и сме позитивни. Тоа ми е основата дека секој сабајле сакам да бидам позитивна, дека се ќе биде добро. Фросе, ти благодарам многу. Благодарам и на вас многу. И морам уште нешто да кажам, дека од кога ги земаш работите во свој раце, во сегментот во кој што работиш на електрофакултетот, како да му даваш некој друг шарм на целиот овој процес, а моментот на здружување во смисол на остварување на заеднички интереси, мислам дека треба да е нешто и што и на понатаму ќе работиме. Сите заедно. Да, ти благодарам. Јас се водам од една девиза што ја кажа на времето уште минатиот век председателот на IEEE организацијата, дека 21 век инженер ќе биде 10% теорија, а 90% комуникација. И мислам, согледувајќи база на моето лично искуство, работно, професионално, не достига таа комуникација. Така да, оваа форма, мислам дека ќе вроди, ако ништо друго, со плод една наша размена на искуства, на совети, препораки, и во таа насока ја возиме приказнава заедно со тимот од Фейт Алумни. Прашања ќе поставиме по вториот дел од дискусијата. Сега го поканувам Миле Дабевски, нашиот следен воведен говорник, дипломиран електроинженер, раководител на група за стандардизација во ЕВН, каде што е, ако не грешам, 13 години веќе работен, а претходно има работно искуство од 9 години како раководител на техничка група во ЕСМ, учествувал на повеќе проекти. Миле, повели со твоето излагање. Манџо, малку ќе се вмешам ако дозволиш. Пред да поздрав до Фросина, поздрав до Миле. Меѓутоа ми дојде порака дека за 10 минути сесијата завршува. Дали сега го видов тој сме логиран? Како? Сега ќе го регулирам тоа со колегата Ристе, мислам дека зашо гледам си ме ставил мене ко-хост, дали е заради тоа или од кои причини, не знам другите дали добија и дали ти доби. Значи да направиме на некоја или како ќе му дојде таму на некоја друга сега веднаш корисничко име и така. Ќе го решиме тој момент со колегата Ристе, а во меѓувреме јас му дам збор на Миле. Миле, со тие што се познаваме, поздрав и за тие што не се познаваме, веќе се запознаеме. Како што најави Тони на почетокот, јас сум повеќе од 20 години во електродистрибуција, во таа фела, во таа бранша, во тие проблеми и проблематики вклучен. На почеток, нормално, како млад инженер во електродистрибуција во Македонски Брод, понатаму на разни места и позиции во самата фирма во Македонски Брод, и како дојде ЕВН во Македонија, сум во групата во одделот за мрежа инженеринг, поточно група за стандардизација на материјали и опрема. Можам да кажам дека целиот живот фактички сум го до сега работен век сум го потрошил во решавање на проблеми од аспект на дистрибуција на електрична енергија. Тоа подразбира изградба и одржување на мрежи нисконапонски, среднонапонски, високонапонски. Нормално, како што кажа и Фросина претходно, на факултет ја добиваме само основата која ни овозможува понатаму да продолжиме кон животот и ни дава насоки генерално, а потоа со самиот избор на работата или на професијата која ја бираме, подлабоко не насочува кон што ќе се стремиме и ќе се бориме во животот, нормално, да ги оствариме нашите желби и идеи и да ги реализираме нормално. Работењето за мене во тој момент, во една малечка дистрибуција, во тој систем енергетски, ми овозможи да се стекнам со некои знаења кои например во поголема организација или поголема дистрибуција не би ги можел да ги имам, бидејќи во малечка дистрибуција сите се буквално за се. Треба да си во еден момент и правник, треба да си економист, треба да знаеш да направиш и калкулации некои економски, покрај техничките нормално, што од друга страна па те тера да истражуваш и да го подлабошиш своето знаење во таа насока, да знаеш
кои се правните одредби, како си покриен законски, кои се правилниците кои за жал се уште се СФРЈ. Значи во нашава област буквално сите правилници се СФРЈ, освен на фактички на инсистирање на ЕВН се изработи комплетно нов правилник за заштита на нисконаponски мрежи и припадни трафостаници, во кои бевме активно вклучени ние заедно со професори од електрофакултетот. Потоа се вклучија и СИГРЕ и имаше јавна расправа. Правилникот е буквално комплетно нов. Значи воопшто нема допирни точки со стариот правилник. Во него се имплементирани на новите европски норми. И успеавме да се договориме некако со Министерството за економија да го реобјавиме како македонски, да не стои СФРЈ во него, со мали ситни измени правилникот за надземни водови до 400 кВт. Значи тоа е тоа што во моментов го можеме да се заблагодариме на македонските правилници. Другото буквално е правилници кои се од времето на СФРЈ, кои многу лошо ја регулираат областа или не ја регулираат областа. Ама за тоа малку подоцна во моето излагање. Иначе со што се занимавам сега во моментов од 2007 година навака сум член на групата за стандардизација. За мене ново искуство, нов предизвик во животот, што ми отвори многу видици прво, а и многу порти нормално. Бара ангажмани големи, како стандардизација, како збор до тогаш можеби непознат за тоа големо електростопанство. Се втурнавме во една авантура за да направиме технички спецификации врз основа на кои ќе бидат специфицирани материјалите и опремата кои ќе се користат во системот. Се користеа искуствата на колегите од ЕВН Австрија, нормално голема поддршка и помош имавме од нив во тоа. Успеавме да решиме 95%, да не решам 100% од неопходните спецификации да бидат изработени. Постојано тие се обновуваат, бидејќи стандардите се менуваат, барањата во самите стандарди. Тоа е активна материја, спецификациите мора да ги претрпуваат тие измени, да го следиме текот каде се движи Европа, во која насока буквално најновите стандарди се имплементирани во нашите спецификации и нашите материјали и опрема кои користиме се испитани, проверени и доставени врз основа на тие стандарди. Од 2008 година сум раководител на групата за стандардизација. Повеќе можеби функцијата раководител на групата е протоколарна, бидејќи сепак работата мора да се работи и да се сработи. Групата е малобројна, 4 членови кои имаат обврска во многу области, тргнувајќи од услуги кои се вршат во мрежата, па се до енергетски трансформатори, например спецификација за енергетски трансформатори се изработува во нашата група. Имаме покрај тоа исто така улога и обврска да вршиме технички прием на опремата врз основа кој е изработен врз основа на спецификациите. Исто така од една страна убава работа, од друга страна бара многу големо техничко искуство и познавање на проблематиката. Нормално со секое ново примање на опрема и учиме и ние дополнително, бидејќи сепак кога се оди во големи компании кои произведуваат опрема, има што да се види, што да се научи од нив. Сепак треба и да се покаже нешто дека се знае од таа страна кога се прима таква опрема. Многу е динамична работата. Исто така можам да се пофалам дека активно сме вклучени, дури на наше инсистирање се направи еден многу добар тренинг центар во поранешната дистрибуција Македонски брод. Локацијата не е избрана на моје инсистирање, локацијата е избрана поради тоа што се наоѓа во центарот на Македонија, многу добра природа,
ги имаше сите неопходни инфраструктурни објекти кои беа неопходни за таков еден тренинг центар, да има простори, да има голем двор каде што ќе може да се инсталира опрема, на која ќе може да се врши тренинг и обука. Од 2019 година од мај го отворивме новиот тренинг центар, фактички реновираниот, во кој веќе имаме и поставки на материјалите и опремата, еден вид на шоурум имаме, кој служи само за да се види што се користи во мрежата, од аспект на заштита преработа и од аспект на заштита на животна средина и од аспект на материјали и опрема за изградба на мрежата на ЕВАН. Тренинг центарот е опремен со многу вежби, може да вежбат и младите инженери и младите монтери. Таму се врши исто така и покрај редовна обука и редовно испитување и тестирање на знаењето на монтерите и на електроинженерите. Можам да кажам дека до сега во тој тренинг центар поминати се преку 600 наши колеги. Кога ќе речам колеги, зборам за техничари, монтери, кои се на клучни позиции со својата работа, бидејќи сепак еден монтер, електромонтер мора да, кој е искусен и мора да има и други обврски покрај тоа што е само електромонтер во самата мрежа. Друго што би спомнал за мене, најверојатно поради тоа што сум активно вклучен во контролата на проектите и на сите објекти кои се градат од страна на приватните инвеститори, покрето од ЕВАН и од страна на приватните инвеститори во мрежата. Комората на властени инженери пронајде во мене човек поради тоа што давам еден куп забелешки, можеби и насоки како да се изработат одредени проекти, во која насока да се движиме, што треба да содржат, да бидам избран за инженер на годината. За мене беше тоа вака еден, прво бев зачуден самиот од себе зашто ја добивам наградата, а од друга страна па ми беше драго заради тоа што сепак наградата е од колеги со кои сум имал долгогодишна соработка во смисла на тоа што кажав претходно. Малку околу фелата и околу не сум зборел до сега јавно на оваа тема, во кулуарите или во оние меѓусебни разговори постојано тоа го коментирам дека некако сме неорганизирани или дезорганизирани. Зошто го викам ова? Спомнав претходно, сите правилници кои ги користиме се од СФРЈ. Значи, проектот како започнува? Еден проект за трафостаница, за далековод, за што и да е. Врз основа на правилникот тој СФРЈ 78 година. Мислам, мора ние да се организираме некако заедно со факултетите, но нормално веќе имаме и повеќе образовни институции, високообразовни институции од оваа област. Нормално ФЕИТ е факултетот кој е водич и водилка и мора да биде така. Меѓутоа мора да се организираме бидејќи ако оставиме на министерствата нема да завршат ништо сами. Тоа го забележав кога го работевме правилникот за заштита на нисконапонски инсталации и припадни трафостаници. Буквално тоа што го сработивме ние, благодарение на професорите на факултет, имавме ангажирано професори и од ТУ Грац, исто така работеа на таа проблематика. Донесовме правилник кој буквално, ако не го направивме ние, немаше кој да го направи во државата. Исто така правилникот за надземни водови, клучен правилник. Врз основа на него се гради, моментално е проектиран и ќе се гради далеководот од Битола до Албанија, 400 киловолти. Значи, енергетски многу значајни и многу скапи објекти и проекти се градат врз основа на правилник кој е издаден 1988 година. Значи, а во меѓувреме, ние како држава сме ги прифатиле најновите европски норми,
од аспект на градежништво, значи еврокодовите се прифатени од наша страна кои немаат допирна точка со тој правилник, а во нив е регулирано како се изработува тема за далеководен столб. Исто така усвоен е европскиот стандард за надземни водови, врз основа на кој ние сме обврзани да изработиме национална норма. Формирана е работна група и тука е застаната работата. А другите правилници па да не збориме за заштита на енергетски објекти и постројки од пожари, за заштита за електроенергетски постројки на 1000 волти, за електроенергетски постројки во згради, значи за електрични инсталации. Никој не е сменет, не е обработен и во нив се стандарди кои моментално се повлечени. Исто така, например, што кај мене ствара револт, да не речам нервозен револт, кога ќе видам во проект, проектот почнува со, кажав, правилници од СФРЈ и стандарди јУС. Стандардите јУС не постојат повеќе. Не постојат ниту во Србија. И таму се српс. Значи, а кога биле кај нас МКС, веќе се повлечени. Останати се само 4 стандарди МКС кои се однесуваат за градобранска заштита. Значи, другото се е МКС-Н. Сите норми се европски. И ние мора да се потрудиме, се вака можеби делува неубаво, ама мора да се потрудиме да тоа го ажурираме и го внесеме во една правилна насока. Да искористиме искуствата од европските држави како го прават тоа кај нив. Ние сме, например, за колегите од Австрија, што беше чудно. Зошто изработуваме правилници, кога го работевме правилникот, кои се со многу голем текст во нив. Значи има огромен текст обработуваме во правилникот. А буквално текстот го презаемо стандард. За нив е едноставно, вика само го цитирам стандардот и готово завршена работа. Нема потреба да преземам текст од стандардот кога веќе ќе го цитирам стандардот. Можеби треба да си поедноставиме работата во таа насока и мора да се организираме. Прво факултетот, комората на властени инженери е тука, мислам дека е отворена за соработка, меѓутоа треба луѓе кои ќе ја фатат работата и ќе ја водат. Мислам дека тоа е тоа што фали во моментов. Да не должам многу, ќе ставиме после за дискусија на овие теми. Други, препуштам збор на останатите колеги. Манџук, благодарам и за поканата што не покани вака да се организираме и да се видиме и да се искажиме некогаш и маките што кои се среќаваме во работата и во работењето. Тоа е идејата на новие дружби, нова фет алумни, да се споделат и тековните проблеми со кои што се среќаваме во нашите секојдневни работни задачи, да си помогнеме. Миле, па и Фросина начна доста интересни теми и проблеми во однос на правилници, стандардизација, и тоа е навистина едно поле кое што треба да се реши и да се подобри. Инаку јас не спомнав, Фросина, Миле и следниот говорник ги поврзува тоа што се добитници на награда инженер на годината, која што ја доделува Комората на властени архитекти и инженери, па така и падна изборот на нив, инаку имаме доста и други со така доста успешни инженери. Сега третиот наш говорник Горан Мојсовски, дипломиран електроинженер, директор на Solar Spectre. На жалост ни прати СМС порака во која што вели дека не може да дојде поради смртен случај на наш колега, раководител на КЕЦ аеродром. Сочувство, Бог да го прости колегата. Во друга прилика со Горан ќе споделиме мислење и него учество ќе оствариме во алумнито. Месец јануари е месец кога традиционално го обележуваме постојањето на еден весник студентски Алфаско. Сакам да спомнам само дека сме во интензивна соработка со актуелниот сојуз на студенти кои што пројави желба да тој се обнови весник, така да можне во скоро време да дојдеме до негово обновување.
а во меѓувреме од весниците, магазините успешно обстојува веќе 25 години весникот Емитер. Негов собственик, основач и главен договорник е нашиот колега, дипломиран електроинженер Слободан Таневски, добро познат на нашата јавност, инаку професор во УСОРЦ Николов, потоа во Михајло Пупин, потоа во средно школа во индустријската зона и доста е активен со весникот Емитер. Младинското радио Клуб 100 го спомнуваме од времето, меѓутоа темата која што сега го повикавме, тоа е весникот Емитер. Пред се честитки за јубилеот 25 години и повели Слободан, подимот е твој. Благодарам, Манџук, за поканата и за оваа прилика да поразговараме за инженерските проблеми, а патеме ви за нашиот јубилеј од 25 години. Мора да се пофаламе и јас сум зачуден како толку да обстоиме. Колку што водам евиденција од Емитер, постарот се уште активно списание, освен дневните вестници вече во Македонија, само автомагазин кој што излезе неколку месеци пред нас. Во време излегува и многу други вестници, списанија и така натаму, поготово од нашата област, од информатика имаше 7-8 обиди со краток здив. Ние бевме доволно упорни и да работиме и понатаму, без обзир тоа што оваа работа е финансиски неисплатива. И како што знаеш, Манџук, и многумина други колеги знаат, дека јас цело време се занимавам и со други професурата, а професор станав сосема случајно, кога заврших, уште не бев завршен, имаше некој оглас и јас влегов на работа со надежда илјај доека е привремено, па да најдеме после друга работа, меѓутоа се најдов себе си, веројатно бев предодреден, бидејќи уште од средна школа сум држал курсеви за моделарство, потоа како студент во Народна техника курсеви за електроника. Некаде во тоа време јас уште средна школа почнав со падобранство, па во меѓувреме станав и инструктор по падобранство, па и таму ги подучував младите падобранци. Така што на некој начин се најдов во таа професија и Манџук се сеќава дека едно чудо од тие денес современи методи за настава и така натаму, ние сме ги правеле пред 30 години. Интерактивна, учење низ пракса, низ работа и така натаму. Тоа е тој сегмент. Во меѓувреме сум и предавач и стручен соработник на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСТРА. Предавам таму акустика и аудиотехника. Претходно спомна радиото, кое што беше така една убава епизода од нашите животи, околу 4 години траеше. Прво радио во етерот во Македонија независно и тоа правен и студенти, меѓу нив по некој вака професор. Се што беше направено самостојно, значи ние, освен што фоните, касетофоните, миксетата, предавателот, антената, све беше рачно изработено од нас. И самото студио, монтажата на антената и така натаму. Тоа беше работа во тој период. Во меѓувреме јас почнав да се занимавам и со аудио снимање, пошто се занимавав и претходно со отворив едно студио. И некаде во 95-та не бев задоволен од таа работа со студиото. Не бев задоволен и од работа со проекти, значи јас цело време работам некој проект електроника, за разлика и од Фросина и колегата кој што се специализирал во една област. Јас расплинет на повеќе области, па така и во електрониката, изработувам проекти по нарачка од поединци, од фирми, институции. На времето тоа беа во 80-ти години оние моќни засилувачи за тогашните дискови кои што немаа прилика да купуваат од таму. Потоа дојдоа радиостаниците, па опрема, предаватели, миксети за радиостаници. Во меѓувреме нешто со индустријска електроника и последниве години најмногу соработувам со маркетинг агенции кои што бараат некои специфични проекти, пример како коктел машина или звучен билборд, некои чудни проекти, па се наоѓаме таму на заеднички интереси да направиме нешто специфично за нив. Емитер како настане, јас повеќе на тоа би се задржам, а ќе статам после и на оваа стандардизација, бидејќи проективе, ајде прво ќе го фатиме,
стандардизација и правилници, последниве години се занимавам доста со проекти од областта на акустика, дизајн на студии за слушање музика и така натаму, и забележувам дека нема правилници во таа област, освен на заштита од бучава и звучна изолација, нема дефинирани правилници и правила за градба на одредени простории. Пред ме повика во Министерството за образование, имаат некоја донација од Хуавеј, ми се чини, да донира видео опрема и аудио опрема за да се опремат по една училница во секоја средно школа во Скопје, со намера кога ќе дојде некој гостин предавач таму да го гасиме ова, таму да се одржи тоа предавање и во исто време преку видео пренос нели да се емитува во другите училишта. Во донацијата, во правилници на донацијата стоело дека треба просториите да бидат соодветно акустички обработени, добро да се слуша. Јас направив една презентација што значи акустичка обработка во училница и дека ниедна наша училница, освен новото училиште што во Капиштец и гимназијата ова, значи во ниедно друго училиште нема никаква акустичка обработка. Има големо време на реверберација, разбирливоста е мала на говорот, се напрега професорот гласно да зборува, учениците се напрегаат да слушаат и така натаму, а со релативно мала инвестиција од неколку 3-4 000 евра, секоја училница може да се обработи акустички. МОН во тој момент не беа спремни да интервенираат така, успеа да ги наместат опремата што ја донираше Хуавеј и на крај таа опрема стои заклучена, бидејќи обидите неколку покажаа дека ништо не може да се пренесе како што треба, затоа што на живи слушатели во таа училница, живи слушатели можат и да слушнат, бидејќи нели оној психолошки фокусирање на слушателот може да абстрахира и да потисне бучавата и реверберацијата, за да може да следи внимателно, меѓутоа микрофонот тоа не го може. И се пренесува, значи, лоше звукот и ништо се прави на тоа поле. А клучниот проблем е што нема правилници за таа област, кои што ќе дефинираат дека секоја училница мора да ги задоволува тие стандарди во акустичка обработка и да не зборуваме други. Сега, за среќа се одредени фирми, општини и така натаму, оние сали за конференции стануваат свесни дека треба да ги обработат, да се обработат акустички, па има повремено, спорадично некои барања за проекти и за опремување. Тоа би било вака опто земено и се надам во дискусијата после ќе се вклучиме и би сакал ако има некоја работна група да се вклучам таму за овие правилници и стандарди во оваа област. Сега за главниот повод што ме покани Манџук за емитер, би можел една мала презентација јас спремив, професорски лично, нели Манџук? Ова ли? Вака некако. Мислам дека се гледа. 25 години, неверојатни, со многу работа, 202 броја, 10 на 15 книги се објавени. Па, како почнува ова? Идејата почнува од она почитател, кога сум бил како дете и студент, оние списанија во Југославија, технички новини, сам свој мајстор радиоаматер, а подосна како студент, нели, е лектор, Scientific American и другите. И неминовно се раѓа идејата, нели, да направиме нешто наше македонско тука. Така што, кога веќе доста созреав, дојде тој момент во 95-та да се зафатам со работа. Собрав екипа, колеги инженери, меѓутоа и тука имаше и доста хобисти, аматери кои што се бават со електроника. И нормално беше, иако првична идеја беше да биде општо списание за наука и техника, меѓутоа најлесно ми беше да почнеме со списание за електроника, затоа што тоа беше мојата област и плюс многу луѓе познавав веќе во тој период практичари, затоа што вакво списание нормално дека мора да биде практично ориентирано. Првиот број излезе на 20 август, така барем минус еден ден некоја грешка може да имам. Не сме воделе, не сме запишале, се обидов баш по овој повод да најдам некој
пратница од печатница кога ни ги доставила, меѓутоа не успеав да најдам. Овдека ги набележав некои клучни моменти. 99-та почнуваме со издавање на брошури и книги. Еве, на страна се некои од тие наши книги што сме ги објавили, ама ги има повеќе, околу 15-тина книги. 2000-та моравме да застанеме заради тоа што настана криза во тој период после бомбардирањето на Србија, откажување на многу спонзори и така натаму, па моравме да застанеме во тој момент, а тој застој потоа се продолжи во 2001 заради војната, нели, случува во Македонија. Така што во 2002 се враќаме назад, меѓутоа сега проширена концепција како општо списание за наука и техника, популаризација и примена. 2007 воведовме и рубрика Еурека со намера таа да стане едно списание наменето за научни трудови, пронајци и иновации, меѓутоа остана само на рубрика во која што во меѓувреме објавивме 50 труда. Од 2009 сме присутни на интернет со вести, бесплатни вести, содржини и така натаму. 2016 следејќи современиве текови направивме електронско издание на списанието и сега сме комбиниран медиум, веб портал за наука и техника специализирана. 2019 еден систем за групна претплата на образовни институции, каде што преку системот, преку мрежата на таа институција ќе имаат можност сите студенти, сите ученици, сите професори да пристапат на електронските изданија на списанијата. Сето тоа со некој попуст од 95%. На тој начин почнавме да го шириме кругот на читатели во окружување, меѓутоа не спречи оваа пандемија понатаму да направиме некој поширок круг, така што првиот наш претплатник беше Фейт, така матичниот на емитер на некој начин. Таму беше одржана и првата промоција на списанието во 95-та во лабораторијата за електроника, така и има голема поддршка од Фейт сите овие години. И 2020 ни дојде јубилејно така лошо време, невреме, каде што ние на почетокот на минатата година објавивме број на списанието, таман спремавме нов број, почна пандемијата, почна откажување на спонзори и така натаму, и ние со тешки маки едва успеавме да објавиме уште еден број, кој што е јубилејниот. А она, пошто е познат емитер, се проектите за самоградба, тие се популарните за кај читателите, да кажеме, бидејќи нашите проекти се внимателно правени, детално се опишани со сите шеми, цртежи и така натаму. На тоа губиме многу време, голем ангажмане, а зошто така? Затоа што како ученик и студент сум се наоѓал многу пати во незгодна ситуација кога во денија југословенски списанија ќе тргнеме нешто да правиме и потоа тоа не функционира затоа што има многу грешки во статијата, печатни, суштински и така натаму, па објавуваат, памтам од сам една радиостаница Атом 3 или како беше, ја изработував и они објавуваа уште едно 7-8 броја пред исправки, корекции на шемата, а нели ние сите што почнавме да го градиме се разочаруваме цело време зашто не работи. Јас поучен од таа искуство одлучив дека во емитер се тоа да помине низ неколку контроли, за да се елиминираат тие грешки. Може да се фалам дека процентуално имаме многу помалку грешки дури од прочиениот електор. Едно европско списание со централа во Холандија, кој што излегува таму од 72, колку што знам, со франшизи во 20 на држави, го продуцира една голема екипа на инженери. Ние сме неколку луѓе кои што со големи напори правиме нешто што секаде се прави, го прават најмалку 20 луѓе. Меѓутоа, ете, успеваме и заради тоа не ценат читателите, ние сме го фатили овие сите области. Од засилувачи, колку имаме обравено, нели тоа е популарна тема за секој хобист, самоградител или почетник. Моменти, па забавна електроника, ова е некој мерач на бакнежи е тука, нешто вакви специфични интересни часовници, кои што на времето ги немаше, сега ќе се најдат по интернет да се купат, па разни предаватели, дури електрична гитара, едно нешто што најмногу го имаме во списанието се звучници, благодарение на колегата Филевски, кој што е специјалист за
мислам дека има презентирано преку 50 проекти за самоградба на звучници. Она што е многу интересно, имаме и проект за картинг. Самоградба на картинг, комплетен, детален, одеше во 4 броја со сите цртежи. И по врска со картингот, тоа интересно е што едно училиште во Кочани го изработило со некои ситни модификации, го презентирале на еден образовен форум во Крит и тогаш тој образовен форум е спонзориран од Европската унија со учесници од цела Европска унија и тој нивен проект потоа бил награден предложен за имплементација како проект во сите средни електромашински училишта низ Европа да се изработува. Така да тоа е големо признание за нашиот проект, кој што е проект на Томе Скендеровски, машински инженер. Од истата зграда потекнува, така да може да го сметаме за друго нешто што е карактеристично за Емитер се овие практични совети за поправка и примена на уреди. Значи, сме имале серијали за поправка на автомобили, на домашни апарати, на компјутери, на телевизори, за инсталација на водовод, топловодно грејење, за поправка на аудио уреди. Тоа се хидроизолација, термоизолација. Тука имаме еден многу вреден соработник, доктор Петар Николов, термоизолација, член е во тие групи за стандардизација и правилници. Нешто што е интересно се овие две рубрики на грана на науката, каде што има жестоки дебати, обично се во формат на дискусија помеѓу, да кажам, верник во одредени тези, ненаучни, полунаучни, квазинаучни мистерии и хипотези и еден скептик кој што ја застапува страната на науката, па тука има значи сме имале цели серијали за мистериите на науката, за НЛО, медицина, повремени написи за други области, да не должиме. И на крај дојде оваа 2020, која што пандемијата ни го смени начинот на живот, начинот на размислување. Ние брзо се прешалтавме на исклучиво онлайн работа. Прво што направивме е да почнеме да ги следиме вестите и информациите за пандемијата, односно се ориентиравме кон научните истражувања и студиите во врска со вирусот и во врска со болеста и лековите, можни лекови за пандемијата, а паралелно работевме и на она што неминовно следеше, онлайн настава, во која што беа затечени сите училишта, сите институции, професори, наставници и така натаму. Ние многу брзо за 10 дена објавивме една опширна стање на Zoom во апликацијата Zoom во настава, која што беше база на повеќето училишта и факултети со кои што се почна онлайн наставата. Имавме повеќе статии на таа тема, а на темата пандемија, вирус, коронавирус, ковид и така натаму посветивме преку 150 статии онлайн, од кои добар дел статии се со прилично голем обим и можам да кажам научни статии, бидејќи станува збор за анализа и на информации од научни студии на лекари. Интересно е сега овие само 10 на 15 ги пишуваа лекари, а останатите статии ги пишува други соработници, други инженери. Значи инженерите се снајдоа и на тема медицина. И она што е посебно интересно се имавме еден соработник, Маријан Божиновски, кој што е исто така електроинженер и доктор на технички науки, кој што се зафати да ги следи најновите истражувања за лековите во врска со ковид, вакцините, третманите и така натаму. Имавме цела серија на текстови за ивермектинот уште од летото и благодарение на тие текстови на ангажманот на докторите Пановски и Даниловски, ивермектинот беше одобрен конечно при крајот на годината кај нас и нешто што беше чудно, интересно, меѓутоа на некој начин е признание на нашата работа. Упатството за употреба на лекоте фактички се базира на една од тие статии, ајде да не кажам 70-80% е од таму препишано.
На крај годината ете успеавме да го направиме овој јубилеен број, па се надевам дека ќе има уште јубилеи да славиме, ама вистински да ги славиме. Значи некако нас ни се погодува во некое кога ни се јубилеите да има невреме, значи ние првиот 5 годишен јубилеј беше криза и застанавме нели заради војната, потоа единствено што ги прославивме оние 10 и 15, на 20 повторно имаме криза во самиот емитер заради промена на концепција, заради на некои спонзори и така натаму, и таман сега дојде 25, повторно сега имаме криза, не можеме да се собереме никаде да прославиме, да ги собереме оние преку 100 соработници кои што ги полнеле страниците на списанието и да ги повикаме и пријателите кои што го поддржувале емитер, од фирмите, од академската заедница, читателите. Тоа ќе остане за некоја следна пригода, можеби ако се тоа се смири, се среди. Јас толку би имал Манџук, па сега во дискусијата би се надоврзал тука и околу овие стандардизации, како што најавив, ако има потреба за такво нешто. Слободен, јас ти благодарам за прекрасната презентација. Ви посакувам да си ги прославувате понатаму јубилеите и поводите на начин како што ние знаеме да ги прославуваме, значи да нема више вакви кризи ситуации. Воедно сакам да не спомнавме дека оваа година добивте и втора награда за сајт на годината. И исто така Да. Овој текст предизвика доста полемика за лекот, затоа што уште во август месец беше обработен од страна на вашата екипа и едно признание што да вистина се користи во објаснувањето за неговото употребување. Не би имал ништо што да прашам. Сега, како што не е практика, го отварам подиумот за прашања, дискусии. Гостини беа воведни говорници Фросина Сејзова Велкова, Миле Дабевски, Слободан Таневски, начнавме неколку интересни теми, па сега поведете, почитувани колеги и колешки, ако имате дискусија, прашања, коментари, подиумот е отворен за таа намена. Манџук, Поведи. Јас би прва, значи сакам да го поздравам професорот Таневски, Слободен. Тој е мој бивш професор од средно електроорце. И пошто ме праша каков ми е, како ми помогнал на електрофакултетот, сега ќе ти кажам како ми помогна и средното училиште, Орце Николов. Значи јас учев 3 години средно електро во Орце Николов и 1 година во Америка. Значи кога завршив Орце Николов, во Орце Николов од професорот Таневски научив да лемам, и тоа многу добро лемам. И четврта година бев 1 година во Америка, меѓу другите, мислам, освен школата што го посетував и школа за електроника. Кога стигнав во Америка, во класот имаше 17 момчиња и само јас бев девојче. И нели чудно име девојчето сега што ќе каже. Девојчето излезе дека бидеше ученик на генерација во тамо и имаше најдобар проект на лемење, значи на изведба, таму има некои многу посовремени методи на правење на вакви некои макети. Меѓутоа, она што јас го добив од професорот Слободен е дека лемев најдобро и во Америка. Ете така, и сум горда на тој ден денеска, знам сама да си поправам многу работи. Мажот ми е архитект, работите дома претежно јас си ги поправам самата. Секоја сопруга е столб на семејството тука, да не Ја ќе споделам мој искуство со професорот Слободан, се знаеме уште од средношколските денови. Тоа фамозно радио Клуб 100 произлезе многу интересен кадар, од таму потекнува Танета Андонова, Ранко Бубамара, Тони Димков и доста други кои што и се посветија на новинарството и на пишаниот збор, а своите темели ги направија во радиото во Клуб 100 при Орце Николов. Значи сепак едукацијата и образовниот систем кај нас не се баш толку за подценување, се доста јаки. Некој друг за збор? Манџук, јас би кажал 2-3 збора. Поведете, професоре. Значи, пред се поздрав до тројцата денешни, да кажам така, говорници.
Криво ми е што и Горан Мојсовски, за жал од лоши причини не беше денес со нас. Присутен се надевам дека во наредна прилика ќе го искористиме и него, бидејќи има навистина и он има што да каже. Драго ми е што вака на еден начин не промовиравме иста категорија на електраши, нели така да кажам популарно, туку сосема колеги и генерацијски, меѓутоа и по професионална ориентација сосема различни, кои навистина на интересен начин ни ги предочија и нивните ориентации професионални и нивните искуства, да кажам. И навистина ми е драго што вака продолжуваме со Фейт алумни, со овие традиционални средби секој последен четврток во месецот и имам впечаток дека вака од една во друга серија, да речам така, средба сме подобри и подобри. Малку ме изненадува малиот број, можеби малку се должи тоа и на да кажам временскиот период на учесници во денешната сесија, во денешната средба и ова е еден повик да сите малку сугерираме и да се повеќе прошири, да кажам, ова група и да се популаризира колку што може повеќе. Инаку, драго ми е што со сите тројца и Горан вклучително, иако не беше денес тука, значи имам контакти, тековни, професионални, со Слобана сме иста генерација и драго ми е што го спомна и неговото падобранство, ние заедно студиравме тогаш и он ни беше падобранец, нели, и исто и уште еден Слободен имавме во генерација што беше исто така падобранец. Со Фросина сме заедно во Комората на овластени архитекти, овластени инженери во одделението за електротехника и многу добро соработуваме. Миле Давевски ми беше студент, сега соработуваме во разни проекти и многу ми е драго што вака денес имавме една дружба на ваков начин. Сега она што да речам Фросина го начна, па малку Миле го продолжи во насока на влијанието на факултетот врз нивните кариери. Значи јас често пати тука ќе споделам нешто што често пати знам да го кажам, а тоа е начинот на дипломирање. Јас знам да кажам дека добро, колега, колешке, значи треба да знаеме дека не ја постигнавте целта, туку го постигнавте стартот. Што тоа значи? Значи ние со дипломирањето фактички пред нас се отвара едно широко поле. Фросина тоа го кажа дека значи незината ориентација била дека во тоа широко поле оној ќе фати една бразда која се вика противексплозивна изведба и ќе биде максимално во тоа. Значи, кај Миле имавме пак една друга ситуација каде што он во делот на дистрибуција, меѓутоа сакал или не се фазил со една проблематика која во делот на стандардизација тука да се разбереме, нема тука многу техника и многу омов закон и така, тука се правни работи, правилници овона, а истовремено има и работи на кои што треба да се обрнува внимание. Значи, таму веројатно тие правилниците, и јас сум дел од тие, да речам, правилници изработување и така натаму, каде што буквално, значи, се мислело на 1000 киловати, а ставиле 1000 вати и тоа е веќе драстична разлика. Значи, вие треба секој домашен апарат да го подведувате на 6-месечна контрола и така натаму, кои што работи беа нешто се подисправаше вод, нешто систематски и така натаму, меѓутоа во секој случај се согласувам со него дека треба како фела да делуваме максимално во следење и би рекол коригирање на потенцијалните и на евидентираните грешки. Значи, да не должам да не зимам многу време, поздрав до сите присутни на дружба вечерва, посебен поздрав до колешката и колегите кои со своите презентации, да кажам, малку не облагородија, така да речем. Добро, ви благодарам, толку би јас.
Јас се приклучувам кон констатацијата од Владко, треба малце некако да поработиме на поголема масовност на присуство, меѓутоа можеби терминот не е соодветен. После тој ги постираме нашите Zoom дружби, се разбира со преходна согласност сите говорници, така да јас ги посетувам редовно колку има посети и мислам дека пополека си го наоѓа своето место оваа форма на здружување. А факултетот дава добар потенцијал и старт за понатаму да човек се насочи во некоја од областите на електротехниката. Некој друг за коментар, збор, прашање? Денеска сме нешто срамежливи. Јас да кажам нешто, ако може. Поведете, професоре. Кога зборуваме за образованието, образованието денеска е континуиран, целоживотен процес, да речеме, и универзитетот не може да ви даде многу од она што ве очекува во животот. Впрочем, кога ќе дипломира денеска некој на факултет, веќе тоа што го учел почнува да застарува, особено во областите како што се компјутерско инженерство и така натаму. Значи, јас студирав поодамна и веќе сум, да речеме, 8 години пенсионер. Завршив енергетика, бев на постдипломски студии во Франција на електроника и на информатика. Може да верувате дека нашиот систем образовен овде ми даде едно образование кое што ми овозможуваше кај год да ме фрлите да паднам на нозе и да се снајдам. Освен мене енергетичар, таму меѓу 25 студенти на постдипломски студии, сите беа електроничари, меѓутоа може би рамен со мене или подобар беше само колегата од Полска, кој што имаше систем на образование може би сличен на нашиот. За жал, мислам дека нашето образование малце сврте, отидовме некаде во детали, почнавме да се придвижуваме кон, не знам, кон Америка, кон Русија, но пазите, тоа се големи земји во кои што можете вие студентите да ги насочите на некоја конкретна област и тие да продолжат понатаму да се бават со тоа. Кај нас немате таква можност. Образованието треба да ви даде еден статус, еден стадиум на знаење кој што ќе ви овозможи, како да кажам, да се снајдете онаму кај што ќе почнете да работите, а потоа и да бидете способни да се дообразувате сами. Ме сретна пред повеќе години еден колега на улица и трча да ве поздравам, професоре, од вас многу научивме, електроника сега да ме прашате, вели ќе положам. И му викам, кај работиш? У банка. Каде? На компјутерски систем. Шо има, викам, тоа врска со електроника? Вика, професоре, не научивте да мислиме, вика, со своја глава. Значи, една од компонентите која што треба образованието наше да им го даде на студентите, меѓутоа не зборам само за универзитетското, зборам и за основното и средното образование, кај што мислам дека многу застранија, е да ги научат луѓето да мислат со своја глава, да размислуваат и на тој начин да можат да се оспособуваат во текот на целиот живот. Реков, она што сте го научиле на факултет, кога ќе излезете, голем дел од тоа е веќе застарено. Поздрав на сите, од мене толку. Поздрав, професоре. Секако, факултетот и студирањето на електро дава една аналитичност, прагматичност, пристап, систематичност и тоа доста помага во професионалната работа, било во која сфера да работиме, а
ќе повторам, Електра опфаќа широк спектар на професии, на области и се трудиме сите да ги опфатиме во овие наши дружби, па некако овој пат бевме повеќе со нашите драги колеги и колешки од енергетските области, меѓутоа тука и професорот Таневски со неговиот принос во електрониката и во останатите работи кои што ги опфаќа со својот вестник и со своето работење. Некој друг за дискусија, збор? Манџук, не знам колку ви е времето, ама сакам да Имаме време, повели Гуган, професоре. Не знам како ви е времето таму во Фейт алумни клубот. Но сакам да ве поздравам и да ве пофалам. Многу убава иницијатива и си размислував, свикам Манџук не беше едно време на факултет, па отиде, не знам кај работеше таму во владата и сега се врати и можам да кажам дека навистина е реткост така, со таква амбиција, меѓутоа и издржливост, да кажеме, и креативност, да се зафатиш со една работа и тие сите колеги, како тебе, како мене, како професорот, но и помладите сега да ги ставиш тука на една платформа и да биде начин на дружење што е драгоцено, бидејќи ние на школа учиме сите по нешто, во Скопје, кој каде ќе може, нели, понатака, и ќе стигнеме до некое образование, ќе креираме свој интегритет на личноста, меѓутоа ова ти што го правиш сега е навистина за пофалба и за респект, бидејќи на тој начин сите колеги денеска што ги слушнав, јас бев воодушевен од нивните професионални ангажмани, кариери и патишта и што постигнале во животот. И сега тие враќаат на факултетот и на тој начин се, како што викаат, нели, овие во Непал, нели, мантра, се враќа кругот, мандала се врти и енергијата повторно се враќа за да искочи во една поубава форма и може поефикасна, па оди на други генерации, па тие враќаат и така натака. И е многу убава. Со еден збор сакам да те пофалам, Манџук, за организацијата твоја и за она што константно го правиш и едноставно ви се восхитувам. И многу ми е драго што и од време на време присуствувам и ја гледам и е навистина многу позитивно ова што го правите. И треба да се продолжи. 21, гледам овде, 19 членови. Не е лоша бројка, е сосема добра. Мислам и дури одлично. Ако има 100 е нормално многу убаво, меѓутоа е реткост тоа. Но и 20 души да се соберат е супер работа, така да продолжите и да продолжиме. Тоа е. Поздрав. Ти благодарам, јас не знам дали спомнав дека овдека иницијативен тим еден стои, освен мене се вклучени деканатот, актуелната деканска управа, потоа професор Владко Стилков, Климе Чепуновски, Ана Чепуновска, Долорес Ананиева, така да Гоце, и имаме една екипа која што се труди да ова го заживее полека, а да, точно се до енергијата, полека да вратиме енергијата кон факултетот и факултетот кон нас и да го заживееме во алумни, бидејќи доста значи таа комуникација и контакти, посебно кога ќе ги споредам со другите фели како се држат меѓу себе, да не ги спомнам се медицинарите, правниците, па зашто ние електроинженерите да не го покажеме нашето знаење, влијание и способност да правиме нешто корисно и организирано. Добро, тоаш моите честитки и моето восхитување до сите што го организираат и наравно до сите учесници. Благодарам. Некој друг како Љубиша Блажевски, гледам крева рака, повели. Здраво Манџук. Здраво. Здраво колеги, почитувани професори. Го слушам колегата Миле, убаво кажа дека има секогаш нели проблеми со правилници, со стандардизација. Од секогаш сум се прашувал, он е стручен во таа област, па ако може малце да ме приближи. Нели секогаш викаме Европа, Америка се понапред од нас, кај нив е тоа воспоставено со повеќе години, ние уште ги следуваме работиве. Па колку, например, зашо, колку време треба и колку прилагодување на тие нивни правилници ние да ги спроведеме тука? Дали е повише од превод или
Што, како, ако може малце тука да ни то објасни? Здраво, ајде пак. Јас сега ќе кажам нешто, сигурно и другите што имаат допирна точка до оваа област може да ме надополнат. Едноставно нема копи-пейст. Значи, секоја држава си е сама за себе. Генералните насоки може би да се исти за сите. Или да се слични. Меѓутоа, деталите во правилниците или во одредувањето на некои правила за игра во таа област мора да се локално. Да речеме, да го земеме правилникот за надземни водови. Не можете условите кои владеат во Финска да ги прекопирате да владеат во Македонија или па да речеме во Грција или во Шпанија. Сосема се различни. Или ние се уште се мачиме и останавме на она ниво од таа област. Професорот Стоилков, ако е тука е приклучен, вклучен може би повеќе во таа проблематика на изработка на правилниците. Останавме во енергетскиот дел. Може би другите делови од области на електротехниката се понапредни. Меѓутоа енергетскиот дел буквално остана со оние правилници кои важеа пред 30 години. Значи, дури и тие правилници, ако ги земеме од такви, Србија како некој наследник на СФРЈ или на СР Југославија ги има сменето дел од нив. А кај нас се уште се во таа изворна форма. Дури дел од нив со грешки. Значи, буквално со грешка се испечатени или објавени, како што кажа претходно Фросина 1000 вати, наместо 1000 да речеме или киловати или што и да е. Во самите правилници има грешка, испуштен е коефициент или не знам што, и ние како такви се уште ги користиме. Додека, например, тоа го виделе во таа Југославија тогаш на СРЈ и 92 или 93 го смениле, ама тогаш сме биле ние друга држава. И кај нас тие измени не важат, не може да им да важат. Нема копи-пейст. Мора работа. Мора да се формираат работни групи. Да ви кажам, например, дека ние правилникот за заштита на нисконапонски мрежи и припадни трафостаници, како таков, поради тоа што групата беше малку поголема, го работевме 3 години. Нема 3 години работа нормално во него. Неголемиот товар го понесе професорот Рајчич. Буквално се втурна комплетно во правилата, во стандардите. Ние на барање на професорот преведовме на македонски јазик 2 стандарди, значи на Евана ги финансираше преводите, за да можеме да ги искористиме во дел од нив во правилникот. Мора да има организација, мора да има некој што ќе ја води работата, значи мене ми е мака што, например, не гледам колеги од МЕПСО или од СМ, или ако не ги знам, нека кажат кои се, мора и од кај нив да произлезе некоја иницијатива. Како неголеми компании кои сме во таа област вклучени, во енергетиката, да се формираат работни групи кои ќе ја тераат работата. Институтот за стандардизација е сосед таму, учествувам во ТК32 и во таа работна група, некоја што е формирана во тој комитет, меѓутоа активностите се многу мали. Знаете како, некако сите настапуваат од позиција нема пари за тоа да го направиме, меѓутоа не е секогаш до парите. Значи не секогаш се парите тие кои играат улогата. Да, треба например нешто да се плати, да се купи, да се преведе и да се направи, меѓутоа најбитна е организацијата. Јас преку комората, разговарајќи во одделението и со раководителот на одделението и со председателот на комората, професорот Миле Станковски, значи да малку се вклучиме малку на подруг начин, да ја размрдаме малку целата афела оваа наша електричарска, електроенергетска, да бидат што е можно повеќе луѓе вклучени во давање на идеи и да се тоа сработи. Ако појдете во Министерство за економија и ако кажете сакам овој правилник да го смените, тие ќе ви речат ако имате пари сменете го, донесете го и ќе видиме што ќе правиме понатаму. Значи
најбитна е организацијата, а copy-paste нема. Значи нема, можеме да прифатиме нешто, нормално мора да се провери и испита дали тоа функционира кај нас, како такво нешто, а потоа да се изработи правилник. Баш денеска разговарав со колегата од Австрија, како кај нив функционираат овие работи, од аспект на некои проблеми кои ги имаме сега во моментот за некои проекти. Генерално правилниците во голема мера кај нив се повикување на стандарди. Бидејќи согласно законот за стандардизација употребата на стандардите е на доброволно ниво. Стандардот ќе стане задолжителен кога тој ќе влезе во правилник. Значи во некој акт донесен од собранието на републиката, на државата, и тогаш веќе тој званично почнува да важи. Усвојувањето како МКС е само еден вид на дека ние сме прифатиле некоја норма да се движиме кон нешто. Меѓутоа, за да се повикаме на неа конкретно, ние ја ставаме во спецификација кај нас, нормално, во спецификациите за материјали и опрема ги користиме европските норми, меѓутоа за да стане правило за сите во државата, мора да биде спомената во некој правилник. Само тогаш стандардот станува важечки на нивото на целата држава и за сите. Подеднакво. А вака, е на доброволна основа, ние како фирма одлучуваме да ќе ги користиме тие правилници за нашата опрема, ама тоа е доброволно, ние така сакаме. А не за сите, не важи тоа за сите. И во Австрија, например, има, професорите може би имаат поголемо искуство, ако имале допирна точка со тоа, правилникот е воведен збор и објаснување за нешто, детали ако се потребни, например, за инсталација или за што и да е, а сето друго е повикување на стандарди. Нема правилникот копирање на текстов стандард. Ќе се повика на стандардот и готово, завршена работа е. Ќе пишам дека за тоа се важечки тие стандарди, за друга проблематика тие стандарди, влезење се во правилник и почнуваат да важат на нивото на целата територија. Тоа е од мој аспект, што и буквално да ви кажам, имаме страшни проблеми. Мислам, големи проблеми на терен, при реализација на проекти, кога ќе видам јас проект, во него пишува БС, ЕН, ИЕЦ, СРПС, ＪУС, МКС. Буквално и проектантот можеби не бил, не знаел што да пише и морал да пише нешто. Значи, ние сме викуваме на British стандард. Не важи кај нас. ИЕЦ, ако не е МКС, исто не важи. Мора да воведиме правила, за тоа разговаравме со комората, со председателот и со раководителот на одделението, да направиме еден вид на да се активираме и ние како фирма, како електродистрибуција сега. Што е битно, например, јас не сакам да кажам дека некој проектант не знае да проектира, меѓутоа да направиме еден концепт како ќе изгледа еден проект за трафостаница, да речеме. Како ќе изгледа еден проект за далековод, надземен вод до 20 киловолт, 35 киловолт. Кои стандарди се битни за тие водови, кои не се битни. Значи, не е проектот, да речеме, голем или не знам каков, ако наведете 100 стандарди во него, кои нема никаква примена. Мора многу поширока активност. Јас секогаш сум викал, разочаран сум поради тоа што сме неактивни. Манџук спомна да не се споредуваме со медицинарите или со правниците, меѓутоа мора да почнеме да се споредуваме, да почнеме да не боли од една страна, за да се организираме и ние така некако. Да, баш ги спомнав ти, бидејќи тие треба да ни бидат пример како тоа што организираме. Во таа насока го кажат тоа. Да не само нотарите, значи тука како се организира. Значи многу причини има за да фатиме некој, Манџук ни е, како што каже професорот Рафаиловски, многу активен и може да не организира на разни начини и преку проектот за доживотно учење на ФЕИТ можеби да се формираат некои групи кои понатаму ќе добијат своји задачи, па е вака кој ќе се видиме следен месец да кажеме да, ние се формиравме, направивме ова и ова, оваа задача ја добивме како задача, најдовме нешто, вака е, меѓутоа би било добро да е така, да произлезат иницијативи, а понатаму да се тераат работите на многу официјално ниво. Тоа е моето мислење. Споделете ги вие вашето. Значи, од овие
што ги збориш недостаток на правилници и стандарди, нели би требало највише штета да трпат баш МЕПСО, ЕЛЕМ, бидејќи они ги изведуваат тие проекти и они треба да имаат многу проблеми. Зашо, на пример, од кај нив треба таа иницијатива да тргне? Вака сега, во нормални држави иницијативата треба да тргне од Министерство за економија или како и да се вика. Енергетика може би да се вика некаде во некои држави. Да, дека нас тоа знаеме дека не може, па за тоа викам. Иницијативата треба да дојде од нив. Тие се надлежни за носење на правилници. Ние можеби како енергетски компании или не мора да сме само ние, може да се и некои поголеми приватни фабрики и тие имаат проблеми за нешто. За да побараат до Министерство за економија, а Министерство за економија, јас верувајте ми, за тој правилник кога се носеше одлуката да се работи, ние први го спремавме пристапот до Министерот за економија како да пристапиме за да ни се дозволи да отпочнеме со работа на правилникот. Прво тоа беше како да пристапиме до него. Значи, неформално, формално, X начини, па да се формира некоја работна група, па на таа работна група да се донесе одлука дека ЕВН ќе биде тој што ќе биде носител на проектот. МЕПСО и ЕЛЕМ во тоа време беа повикани, ама се кажаа дека не се заинтересирани за тој правилник. Тоа е тоа, значи ние за жал имаме државни институции кои се нефункционални, за жал. Значи не само сега, цело време. Значи сите овие 30 години назад се нефункционални, а заборавив да споменам со регулаторната гилјотиња. Таму се мислам 4 гилјотињи спроведени. Сите овие правилници се отповикани. Значи буквално се отповикани. Па после како се видело дека нема правила, се оставени на резерва. Као нема ново, па тие ќе ги користиме дека дојде новото. А инаку ако се јавите во Министерство за правда и прашате за овој правилник, ќе ви кажат со регулаторна гилјотиња број 3, правилникот е отповикан. Ама кога ќе отворат внатре во нивната база, од црвено се претвора во жолто, што значи тоа жолто? Тоа жолто значи дека правилникот е на стенд-бај. Уствари, додека не се донесе нов. А официјално е отповикан. Објавен во вестник, во службен вестник. И според нив се градат објекти, според тие правилници се прават контроли, надзори, проекти, се буквално според тие правилници. Тоа е тоа што можам да го кажам од моето искуство. Ова што го кажуваш е доста сериозно и треба да не замисли сите како електроинженери нешто да преземеме. Не би спомнав дека во тек изработка на статутот на ФЕТ алумни, во кој што се дефинирани и ќе бидат дефинирани повеќе области кај што планираме да делува ФЕТ алумнито. Ова што денеска го наштавме како реални проблеми со кои што се среќавате во вашата работа се доста сериозни и отвараат доста големо поле и фронт за работа. Ако нема некој друг за да поведи. Извини, да се вклучам малку со не се знае, бидејќи јас завршив средно електро во Битола, не завршив во Скопје, со професорот не се познаваме. Ние како компанија активно сме вклучени во дуалното образование. Да речем, од нас произлезе, формиравме една паралелка во Михајло Пупин, опремивме комплетно училница со сите материјали. Значи, оваа година веќе првата генерација се примени на работа кај нас како монтери од таа паралелка. Вклучени сме активно во Гостивар, исто така отворене паралелка за дуално образование. Вклучени сме во изработка со МОН на програмите на одредени предмети нормално, кои се интересни за монтерите, бидејќи знаете како баш и пред некој ден слушав од комората, Стопанска комора имаше некоја изјава дека премногу ни е широко и општо образованието. Знаете, ако тој е за електромонтер, тој треба да е електромонтер. Не треба да оптоваруваме тој човек со многу други работи. Треба да е буквално оптоварен со пракса и предмети кои се интересни за него, како електромонтер. Ако сака понатаму да се надоградува, треба да има фази
како може да го направи. Мора тука да се направат и тука измени. Значи, вклучени сме активно и наш представник има колега од стандардизација во таа работна група. Направен е мини полигон во Михајло Пупин, опремени се комплетно монтерите со монтерска опрема нормално, енергетска опрема, облечени се во облека на ЕВА, тоа го финансира све компанијата и мислам дека е добар пример и за другите. Веќе почна во Михајло Пупин да работат и други дуални паралелки со дуално образование. Па дел од учениците во нашата паралелка веќе не е една паралелка, веќе се две паралелки во секоја година, па се заинтересирани и други компанији да ги искористат тие ученици кои ќе завршат таа паралелка. Мора да имаме многу потемелен пристап од тука, од образованието, па понатаму се овие правилници што мора да бидат донесени. Ти благодарам, Миле, за деталното објаснување. Некој друг? Ако нема, да пополека го превршуваме ова наше дружење. Јас сум задоволен што наштавме доста интересна тема. Споделивме споделија со нас искуство Фросина Сезова Велкова, Миле Дабевски, Слободан Таневски. Ви благодарам на сите учесници, други што одвоивте од вашето време. Се гледаме следниот, последен четврток во февруари. Во меѓувреме ви посакувам здравје, па се друго ќе биде. Убава вечер на сите. Се најубаво на сите. Поздрав. Поздрав, благодариме. Поздрав, чао. Поздрав и добро здравје за сите. Поздрав и од мене. Поздрав. Поздрав. Се најдобро.